Веста дека Volkswagen и Renault ги прекинале преговорите за заедничко креирање на електрично возило со цена по 20.000 евра беше уште врела кога стигна одговор од германците. Нивниот самостојно развиен представник во оваа класа ќе пристигне во 2027 година. Одлуката која има донесена одборот на директори ден пред одржувањето на Генералното собрание на акционерите се однесува за 3 марки од групацијата – Volkswagen, Škoda и Seat. Овој автомобил, за кој ништо не се знае, треба да придонесе електромобилноста да се направи пристапна до поширок круг купувачи. Во тоа, групата Volkswagen сериозно ја сваќа својата одговорност и после најавениот ID2 продолжува со инвестициите и посеофатното прифаќање на електричните возила на патиштата. Задачата е предизвик заради што се очекува и политичка поддршка, посебно во однос на производството кое ќе се одвива во Европа. Истовремено од Renault официјално беше изјавено дека електричниот наследник на Twingo место со Volkswagen ќе се развива со кинеска помош, веројатно на платформата на Renault 5. Од која компанија тоа ќе се побара не е кажано, но потврдено е дека француски ќе остана дизајнот и напредниот инженеринг, како и дека ќе се произведува во Европа, веројатно во Словенија. Како можен партнер за развој на идниот модел се јавува Dongfeng, од чии погони доаѓа Dacia Spring. Поголема веројатност има тоа да биде Geely, со кој Renault веќе ја оформи заедничката компанија за развој и производство на мотори со внатрешно согорување и хибридни системи, која обединува 17 фабрики и 5 развојно-технички центри ширум светот. Таа треба да снабдува 9 марки со погонски групи кои ќе имаат потреба од 5 милиони единици годишно и да остваруваат приход од 15 милиарди евра. Renault и Geely проценуваат дека и во 2040 година повеќе од половината произведени возила во светот ќе бидат со мотори со внатрешно согорување.